Здраво, ова е деветото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци. На денешниот репертоар е Wind River на Тейлор Шеридан, а у Wind River трагач во службите за лов и риболов им помага во истражувањето на убиството на млада индијанка, а случајот го искористува како потрага по покајување за еден претходен неодговорен чин кој завршил трагично. За препостувачка е незаинтересираноста на властите за исчезнатите жени и деца од американските домородци, посебно за криминалните случаи во кои жртвите се припадници на индијанските племиња, и го оправдувам потегот на авторот да потенцира дека законот важи подеднакво за секоја демографија, раса и пол, без исклучоци и стигматизации. Филмот сведочи за проблематиката во која се впрегнати надлежните власти и неразчистената юрисдикција, која им дава огромна предност на извршителите на злосторствата, кои не се индијанци, да може непречено да се излечат доколку жртвата е припадник на американските домородци, посебно е жена. Джереми Ренер е човекот кој заслужено ги добива најдобрите реплики во филмот, затоа што знае да ги пренесе во диалозите на таков начин што ќе завладее со секој кадар во кој е присутен, со неговата продорна мисла и премолчена тегова. Негови пандани се впечатливите изведби на споредните улоги и епизодистите, односно шеговитиот индијанец, одличната Елизабет Олсон, глумејќи лик фрлен надвор од незината комфорт зона, една квази Кларис Стерлинг од Ханива, и панишерот Џон Бернтал, кој се загреваше за неговата улога во ТВ серијата. Мајсторијата на филмот не се содржи ниту во формата, ниту во содржината. Имено одмазливиот крими трилер е пречвакан и исплукан илјадници пати, но магијата на филмот е самиот начин на кој го плени гледачот, односно методот во кој се отплеткува мистеријата, следејќи ја истрагата заедно со Джереми, подеднакво време посветувајќи на секој сведок, за да кулминира во тензичната сцена во која на виновниците на чело им пишува дека се сторители на злоделото, што ќе води во еден од најтензичните мексикан стендов ситуации во која ниту еден куршум не е поштеден и ревностните испукувања се мултиплицираат затоа што учесниците се решени да ги пробијат телесните панцири. Одмаздолюбието ги јаде и одмазниците и нивните жртви, а поетската правда на крајот на филмот верувам дека ниту еден гледач нема да го остави со празни раце и голи нозе во снегот. Шеридан владее со информациите и точно знае кога, колку да ги прехрани гледачите, за да не прегладнат во желбата за одмазда. А во Вајоминг очигледно дека секој има тајна и спремен е да ја одбрани со последниот куршум. Младиот кинематограф Бен Ричардсон, кој оваа година се погрижи да сними Кинговиот 1922 и претходно го има работено Beasts of the Southern Wild, има снимено прекрасни снежни падини и доволно долго време посветува на нив во филмот, за да не се претвори делото во шуплив филм разгледница, наменет само за задоволување на окото, а не на мозокот. Музичките виртуози Ник Кейв и Ворен Елис, наместо да ја холивудизираат музичката позадина со бомбастични оркестрации, се одлучуваат за најдоброто решение да создадат наноси на одеци и суптилен атмосферичен скор, кој многу подобро се лепи за самата фотографија. Не сум дел од критичарите со дефицит на жанрско познавање, па да истакнем дека ова е дебитанскиот филм на Тейлор Шеридан, што не би било точно, затоа што во 2011 година јас го гледав Vile, торчер хорор филмот, кој го режираше Тейлор на залезот на популарноста на овој поджанровски тренд, така што не ми беше никакво изненадување кога забележа стравични сцени во неговиот нов крими трилер Wind River, напротив ги очекував. На пошироката јавност авторот е познат по неговите криминалистички сценарија за Сикарио и Hell or High Water, а наповедок е снимањето на неговото сценарио за продолжението на сагата на картелите, наречено Солдат. Позитивни вибрации за Wind River се бранува од Санденс до Канскиот фестивал. Најголемата слабост на Wind River е тоа што е искрен филм. На ниту едно рамниште не бележи исчекор во самиот жанр, но затоа пак вешто
ги помешува постоечките елементи во еден визуелен амалгам кој не дозволува да трепне гледачот додека не заврши истрагата, се разбира, толку кога е воспоставена релацијата помеѓу гледачите и ликовите, што не е многу тешко да се направи во овој филм во кој снегот има една од главните улоги. Во овој вестерн. Покриете се со некаква прекривка и препуштете му се на снежното белило на филмот, кое од Сикарио до Инсомнија и назад затрупува тајни во заборавот, се надеж дека никој нема да се осмели да ги открие стапалките во снегот на некој што претходно го откри ламбисот. Ако морам да му пресудам на Wind River, тогаш јас го прогласувам за виновен за 4 од 5. Толку ви се допадна 9-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!